Благодарам, подпредседателке, почитувани граѓани, почитувани колеги пратеници. На дневен ред е интерпелацијата за работата на јавниот обвинител Љупчо Коцевски. Секако, интерпелација во принцип значи барање политичка одговорност, а овде зборуваме за човек од третата власт. Трета власт секако која по устав треба да биде независна. Тоа од една страна. Од втора страна, таа може, но и не мора да има правни последици. Дали ќе има правни последици, зависи од самиот функционер, во овој случај од јавниот обвинител, дали ќе поднесе оставка или не. Ако точката на дневен ред денес беше одлука за разрешување онака како што се тргна во минатото, тогаш секако може да отвориме дебата дали сме или не сме задоволни од работата на обвинителот, секако низ соодветно пропишана процедура. Секако, процедурата за разрешување е пропишана во членот 63 став 3 од Законот за јавно обвинителство, каде јасно стои дека Советот на јавни обвинители мора да даде позитивно мислење за разрешување на јавниот обвинител. Фактички тоа не е формалност, туку законска обврска. Врз основа на таа дебата, ако евентуално точката беше одлука за разрешување, врз основа на аргументите од таа дебата, врз основа на информациите со кои што располагаме и како пратеници, секако и како јавност, како граѓани, се носи одлука за или против разрешување. Ние, како пратеничка група на СДСМ и коалицијата, секако остануваме на принципијалниот став дека јавното обвинителство мора да биде независно, ослободено од политичко влијание и притисок и сите одлуки мора да се пословато на законот и никако поинако. Ние во минатото зборувавме на оваа тема или оваа тема се отвори во еден период кога според владата или премиерот Мицкоски се тргна со одлука за разрешување, или да цитирам тогаш од страна на премиерот беше кажано дека процедурата е тргната и фактички нема запирање. Така каже. После трагичниот настан во Кочани, очигледно одлуката е променета, тогаш после тоа кажат дека треба да се остави да работи, да дадеме шанса да ја врши истрагата, дури оди и чекор понатака, каде што вели дека е задоволен од тоа како се води истрагата во Кочани. Сега овде се поставуваат многу прашања. Се поставува прашање врз основа на денес соопштената одлука за гласањето на интерпелацијата од страна на владеачкото мнозинство, дали премиерот се уште е задоволен од работата на јавниот обвинител поврзан со случајот во Кочани. Бидејќи таква изјава од тогаш кога почна да се става во предмет или да се опфаќаат и началници на Тошковски, ние до денес немаме слушнато, односно ниту кажал дали е задоволен или не е задоволен од таа истрага после опфаќањето на началниците на Тошковски. Секако се поставува и прашање дали целта на оваа интерпелација во понатамошна постапка или во понатамошен тек, ова да представува вовед во целосен упад во судството. Се поставува прашање дали заради ова не се донесе законот за обвинителство кој, да подсетаме, дел од реформската агенда. Се поставува прашање дали крајната цел е вовед во целосна партизација на судството или на третата власт, која, како што кажав на почеток, треба да биде независна власт. Тоа се легитимни прашања кои ќе се отворат, а јавноста ќе добие одговор во следниот период. Бидејќи јавниот обвинител не е присутен, бидејќи не можам директно тука во салата да се обратам до него, дозволете преку медиумите, преку јавните гласила да пратам неколку пораки до јавниот обвинител. Почитуван господине јавен обвинител, ние во претходниот мандат сме ви дале доверба заради вашата биографија и искуство, но исто така и ве критикуваме јавно и гласно за одредени постапки. За тоа јавноста е сведок. Вие, господине јавен обвинител, го водите најголемиот, најтешкиот предмет за најголемата трагедија во поновата историја на Македонија. Тоа
е огромната трагедија со пожарот во Кочани. Граѓаните и сите ние очекуваме вистинска правда. Значи вистинска, не селективна правда. Господине јавен обвинител, од вас зависи дали после гласањето на оваа интерпелација ќе бидете со штитот или на него. Одлуката е ваша. Ние, како пратеничка група на СДСМ и коалицијата, нема да учествуваме со повеќе говорници на оваа седница, затоа што нема логика да се дебатира и да се носи одлука со гласање за нешто кое што нема или не мора да има правни последици. Благодарам.